Значи, како што минатиот пат најавивме, продолжуваме со презентацијата на нашите проекти, на она што е дел од мојата програма, капиталните проекти од мојата програма. Во капиталните проекти од мојата програма денеска ви го презентирам идејниот проект за домот за возрастни лица во Злокуќани. Почитувани представници на медиумите, концептот на презентирање и овој пат ќе биде во манир на претходниот, на 3D модел, и она што ја потврдува сериозноста на доследноста и на пристапот е што ова не е само обичен 3D модел или 3D анимација која имате можност да ја гледате на многу реклами, па дури на оние платени политички програми кои ги гледате. Тука се работи за еден конкретен проект на 3D модел кој е представен и на оваа макета тука, на конкретна локација. Значи се работи за објект кој е сместен во неговата природна локација, онаму каде што се наоѓа, со целосната инфраструктура на тој објект. И тоа е големата разлика помеѓу овој проект и она што како сликички може да се гледаат на телевизија во дел од програмите на моите против кандидати. Пред вас тука е и макетата на домот за возрастни лица, значи кај што имате на макетата представено сите овие три ламели од домот и сето тоа како би личело во амбиентот, во околината во која се наоѓа. Најпрво би ви објаснил локацијата на објектот. Можеме да Скопје, влезена е во генералниот урбанистички план на Скопје и ова што го гледате тука е локацијата на домот за нега. Тоа е една сателитска снимка на пошироката локација и оваа црвена точка каде се наоѓа локацијата на овој дом. Оваа населба претходно не била урбанизирана и специфично за неја е што блиску до неја се наоѓа онаа локација на која се наоѓа домот за стари лица. Таа локација е неактивна заради тоа што таму се наоѓа во голема близина на локалитетот Скупи и археолошкиот локалитет Скупи, така да ова е една ново планирана локација, бидејќи бараките досегашни на тој дом се на самата базилика, практично се во непосредна близина на базиликата. И таа локација е заштитена со закон и таму тој дом не може да биде изграден. Особено внимание посветивме локацијата на објектот, значи од најголема важност е тоа што овој објект што го гледате е поставен спрема Вардар. Можеме понатаму. Значи се работи за објект кој е поставен спрема реката Вардар и локацијата е во резиденцијалниот дел на урбаната зона на Злокуќани. Значи се наоѓа ја тангира планираната сообраќајница на улицата Љубљанска. Улицата Љубљанска е улица која проаѓа од Карпош 4, тоа е улица што проаѓа покрај Сити Мол, преку Вардар и оди спрема населбата Злокуќани. Тоа е дел исто така од инфраструктурата која планираме да ја изградиме. Би сакал исто така да потсетам дека оваа планирана локација има многу добра местоположба и одлична сообраќајна поврзаност. Овој дом за возрастни лица ќе биде само на 1 минута или на 2 минути возење од Сити Мол, што покажува дека се наоѓа во самото срце на општината Карпош. Значи се работи за градежна парцела која има површина од 4300 метри квадратни, а објектот има бруто површина на едно ниво од 1850 метри квадратни, при што објектот е приземен, а дел од габаритот е предвидена и катност 5+1 и 5+2, со вкупна развиена површина на градбата околу 4000 метри квадратни. Понатаму. Значи ова е уште една сателитска снимка на каде што се преклопуваат генералниот план и деталниот урбанистички план на општината. Понатаму. Значи еве го преклопниот дел, гледате каде точно доаѓа. Локацијата на резиденцијалниот дел е во јужниот дел крај реката Вардар, а на запад, тука е грешка, не на исток, на запад е тангира планираната улица Љубљанска. Понатаму. Значи се работи за едно решение на објект составен од 3 ламели кои ги гледате, кои се во агол. Овие 3 ламели кои се поставени во агол и представува, тие се меѓусобно поврзани, оформуваат еден натрешен полузатворен простор кој на север се отвара кон пристапната улица и населбата. Домот се предвидува да има капацитет од 110 лица, поставен е на југоисточната страна и југозападната ламела, испланирани се по највисоки стандарди за овој тип на објекти. Секоја спална има тоалет и отворен простор, што можете да го видите на скиците. Понатаму.
Еве една ситуација, еден 3D модел кој покажува како тоа би изгледало понатаму. Еве уште една ситуација на тој 3D модел како би изгледал. Значи тој е на конкретната локација со целосната инфраструктура на сообраќајници кои таму се предвидени. Сакал значи да кажам дека има парковски простор кој исто така ќе биде од корист на луѓето кои ќе го користат домот, кај што ќе се овозможуваат прошетки, рекреација на возрастните луѓе кои се таму. Предвидени се и мултимедијални и мултинаменски простори за различни активности на станарите од домот, простор за дружење и дневен престој, простор за рекреација и вежбање и ресторански дел во северната ламела понатаму. Објектот ќе биде енергетски ефикасен. Тоа е она што сакам да ви го истакнам и што е од исклучителна важност по принципот на пасивна куќа што ќе овозможи заштеда во енергија при одржувањето, што битно ќе влијае и на цената на престојот на нашите граѓани внатре. Како всушност ќе изгледа објектот, можете да ги видите сите овие. Еве го е една слика како ќе личи овој во 3D модел дом за возрастни луѓе на територијата на општина Карпош, кој е носечки дел од програмата на СДСМ и моја за општина Карпош. И мислам дека понатаму ова е првата слика. Ова е од еден агол се гледа како ќе личат овие сите објекти во кои ќе бидат сместени луѓето, ќе престојуваат и навистина ќе има многу похуман аспект на целата оваа на оваа состојба која во моментот е во крајно лоша кондиција поради дотраеноста на бараките. Ние како општина Карпош ќе преземеме обврска да овој дом за возрастни лица го изградиме. И благодарам. Почитувани представници на медиумите, денеска тука го представивме во 3D модел на конкретна локација новиот пензионерски дом во Злокуќани, кој е клучниот дел од мојата програма за општина Карпош, мојата и на Социјалдемократскиот сојуз и Сојузот за едината. За прв пат во еден модел кој досега е неприменет, на покажување на 3D проектот на конкретна локација, ние тука сакаме на јавноста да представиме дека нашите проекти не се само на хартија, како проектите на моите противкандидати, туку се конкретни проекти, изработени, за кои веќе се размислувало подолго време и кои ќе бидат реализирани во општина Карпош во следниот период. Се работи за проект кој пред се ќе биде за возрастните луѓе, заради тоа што општина Карпош е општина во која има многу пензионери, многу возрастни луѓе. Проект кој ќе биде гордост на нашиот 4-годишен мандат, кој ќе го изградиме, и проект по кој ќе се разликуваме во многу од другите општини и во градот Скопје, и надвор од Македонија. Гаранција дека нашите идеи не се само голи зборови на хартија, е оваа презентација која денеска пред вас имате можност да ја видите и која е еден вид на револуционерен обид во делот на правењето, представувањето на идејни решенија, програмски решенија во делот на урбанизмот и современата архитектура. Ви благодарам. Имате ли проценка колку ќе чини оваа инвестиција и рокот до кога ќе биде изграден? Рокот за изградба е наведен во програмата, значи оваа инвестиција ќе чини некаде околу 1 милион евра и целата работа треба да биде завршена до првата половина на мојот мандат. Значи на половина од мандатот веќе овој проект треба да биде завршен. Значи тоа е нешто на што ќе пристапиме со голема сериозност, бидејќи се работи навистина за критична состојба во делот на сместување на возрастните лица во општина Карпош. Ви благодарам и би сакал еден краток коментар во однос на вчерашната изјава на еден од моите противкандидати кој за еден исто така ваков капитален објект изграден целосно во мојот мандат, тоа е Основното училиште Јан Москоменски, излезе со изјава дека му останале преку еден многу поволен кредит на американската влада кој беше доделен на општина Карпош околу 200.000 евра да ги доплати. Би сакал само да истакнам дека е и жално и смешно. Човекот кој ја доведе општина Карпош во дупка од 8 милиони евра, Стефчо Јакимовски, кој го бркаат и по судови и по улици, да зборува за долгови на другите. Благодарам.
Петров го прашање. Вчера група родители од општината Каршиш протестира на еден општината училиште. Општината каде што се луѓето реагираат и сакаат општинската администрација да се пресели точно училиште, тоа што нели создава проблеми како на учениците, така и на инвестицијата. Доколку вие победите, дали ќе биде пресвена општината на ново место, што победи? Прво катастрофа е што тие објекти се дивоград. Значи, оној што треба да ги санкционира дивоградбите општината, од дивоградба ги сместува своите вработени на штета на учениците и на родителите од Карпа-Штрит. Тоа нешто бидете убедени дека кај мене нема шанс ниту да дозволам, ниту да функционира. Моја гаранција е дека законот доследно ќе биде почитуван и тој ќе важи за сите, вклучително и за општината. Тие бараки таму нема да ги има.